Неколку кратци улици во Штипска Чардаклија се подготвуваат за асфалтирање. Во наредните денови треба да се нанеси првиот асфалтен слој, со што жителите од ова населено место до своите домови нема да одат по кал и прашина. Дополнително предвидено е поставување на детско катче со детски реквизити, како и поврзување на населбата Чардаклија со населбата Балканска преку изградба на нови тротоари. Овде се започнати припреми за асфалтирање, на нанесување на тампони и земјени наноси за припрема за поставување на асфалтна маса. Неколку краци ќе бидат опфатени. Вкупната сума која што е одвоена за Чардаклија е околу 2 милиони денари. Очекувам и детски реквизити и детско катче да биде поставено веднаш до училишниот двор и да се направи тоа детско катче кое што е потребно на младите генерации од оваа населба и практично ќе се заокружи она кое што го планираме со оглед на програмата за уредување на градежно земјиште за оваа населба, а паралелно со населбата Чардаклија, како што напоменав, ќе се работи и кон населбата Балканска со асфалтирање и со уредување на тротоарска површина, односно поврзување на Чардаклија со Балканска, со изградба и поставување на тротоарска површина. Освен во населбата Чардаклија, во наредниот период ќе се работи во неколку населени места во Штип, посочи градоначалникот Јорданов. Согласно проектот Штип без кал, ќе се овозможи подобар пристап на граѓаните до нивните домови. Населбата Балканска, Три чешми, Драгоево, Долани ќе бидат исто така опфатени во наредните недели и во наредниот месец и неколку краци во да кажам општина Штип кои што исто така не се асфалтирани, а се по барање на жителите на општина Штип. Еден таков крак е веднаш до улицата Панче Караѓозов, кој што опфаќа пристап до 10 домакинства, така да, како што напомена, во рамки на самиот проект Штип без кал ќе бидат опфатени неколку населени места со кои што верувам дека ќе се овозможи нормален пристап до домовите на десетина и стотина домакинства. Јорданов истакна дека ова лето ќе има најмногу работа на терен, засилена динамика на асфалтирање и активности по барање на жителите.